Кина развива роботски раце со човечка прецизност. Кинеските технолошки гиганти забрзано инвестираат во развој на напредни роботски раце, што се смета за клучен чекор кон создавање функционални хуманоидни роботи кои би го решиле проблемот со недостигот од работна сила. Исклучителна комплексност, изработката на рака која ги повторува сложените човечки движења е огромен предизвик. Експертите посочуваат дека роботската рака е дури 10 пати посложена за инженерство од остатокот на телото, иако зафаќа само мал дел од вкупната големина на роботот. Масовно производство и протези. Компаниите како Linkerbot веќе произведуваат околу 5000 роботски раце месечно со план за двојно зголемување. Покрај за фабриките, целта е развој на достапни бионички протези за луѓе, чија цена би се спуштила на околу $1000. Софтверот како најголем предизвик. Иако Кина има супериорен синџир на снабдување за хардвер, главниот предизвик е софтверот. За обука на вештачката интелигенција се користат специјални сензорски ракавици кои ги снимаат човечкиот допир и притисок за роботите да научат автономна прецизност. Nokia ги врати класичните телефони со вештачка интелигенција. Компанијата HMD представи 4 нови модели на традиционални Nokia телефони со физичка тастатура, кои покрај ретро дизајнот вклучуваат и модерни паметни опции. Паметен асистент. Моделите содржат вградена вештачка интелигенција Psyche AI за гласовни команди. Таа е бесплатна во првите 180 дена, пошто се плаќа претплата. Видеоповици и екрани. Уредите имаат екрани од 2,4 или 2,8 инчи и поддржуваат видеоповици преку апликацијата Express Chat со помош на предна камера. Поврзување и батерија. Телефоните работат на системот S30+, имаат батерија од 1450 мАч, Bluetooth 5, радио, приклучок за слушалки и модерен USB-C порт.